Драги слушатели, следува 99-та епизода на Комкаст, но пред тоа едно мало извинување. Во текот на епизодата имавме необјаснени технички проблеми и делови од аудиото не се баш совршени како што треба да бидат. Се извинуваме заради тоа и се надеваме дека ќе имате доволно разбирање за да и слушате епизодата до крај. Одлично е. Уживајте. Добро утро, добар ден, добро вечер, односно здраво и добро дојдовте во 99-тото издание на Комкаст, подкастот за медиуми и маркетинг. Моето име е Дарко Болдиовски и ова веројатно е една од ретките официјални добро структурирани најави. Вие го слушате 99-тото издание на Комкаст, кој што може да го следите на различните аудио платформи, како Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes и така натаму, но исто така може да не следите, односно да не слушате, а ако сакате, не морате и да не гледате на YouTube. Секако, ако ви се допадна некој од предходните или оваа епизода, на крајот тоа донесете сами одлука, може да се претплатите, односно subscribe-нете, односно follow, односно listen и што и да е друго. Се приближуваме ние до таа наша стотка и имавме веќе неколку предлози од вас, што би можеле да направиме, нешто веќе као размислуваме, ама пошто почнува да не гази време, може на крај ќе испадне и дека ќе направиме тешка импровизација. Пролет доаѓа, многу работа, се дигна температурата надвор, не помина снегот и нормално време е за работа. Денес имаме уште еден гостин, односно гостинка во нашето мало студио слеш канцеларија слеш агенција слеш што и да е таму друго. И ќе дискутираме за една за мене особено драга тема во која што веројатно многу сум вложувал труд и вложуваме труд сите заедно и ја следиме и анализираме и така натаму. Зборуваме за контент маркетинг и тоа ќе зборуваме за контент маркетинг со еден контент маркетинг менеджер и контент креатор и стратегист. Читам од LinkedIn. На гостин е Данче Озманова од Embed Social. Здраво, Данче, добре дојде во Комкаст. Здраво, Дарко, ти благодарам за поканата. Јас сум била дел од илјадници интервјуа, меѓутоа ова ми е прво гостување во подкаст и некако чувствувам голема одговорност да се прикажам себе во најдобро светло и да го пренесам моето знаење за контент маркетинг, така да ти благодарам за оваа покана. Утешителната работа е дека овде сме опуштени, ова е нели малце понеформално, јас се обидувам да им направам на моите гости да им биде комотно и да разговараме опуштено, но притисокот доаѓа од тоа што ова нема голема публика, ама има стручна публика која што и те како знае да цени тоа што добро. Така се тешиме, нели? Така е. Данче, нели обично вегалам ајде представи се само себе, јас веќе кажав некои делови за тебе, учам од другите подкастери кои што се ги најуваат гостите па на крај ми кажат ај сега ти уште нешто плюс доти. Беше новинар во телевизија последно, колку што јас успеав да сватам, не знам дали претходно имало некој друг медиум, ќе си кажеш самата, и пред некое време се одлучи да го промениш светот. Ајде малце за таа прва фаза, малце кажи ни која си, што правеше и како стигна во оваа фаза што си денеска. Така, значи за сите оние што ме познаваат, знаат дека од мојата 19-та година јас бев новинар, работев како новинар во радио, во весник, на телевизија, на вебсајти и така натаму. И јас планирав цел живот да бидам новинар. Планирав, нели, да сум еден од најдобрите новинари у Македонија, па после да бидам уредник на вести, па да бидам собственик на телевизија, па да отворам повеќе телевизии во земјава, па после да се проширам и на Балканот, па некоја агенција телевизиска да отворам, имав многу големи планови за мене и стигнав до тоа да бидам презентер на вести. И така бев избрана како талентиран новинар од Америчката амбасада да идам на едно студиско патување во Америка, каде што би студирала на најстариот универзитет во Америка за новинарство, тој во Мисури, исто така паралелно и да работам во Live 5 News, една од најпопуларните телевизии во Америка, и тоа беше огромно искуство за мене, возбудата беше огромна, таму покривав теми за урагани, тајфуни, вау. И се стекнав со многу знаење, многу вештини, многу иновации, многу идеи. И кога се вратив во Македонија, бев огромен ентузијаст и кажав, се враќам, доаѓам, се ќе пренесам што знам, ќе се смени новинарството во Македонија, се ќе биде подобро. И така си дојдов и клавирот ме тресна врз глава. Како во цртаните филмови, реалноста ме тресна по глава
И најдов на уредници кои што ми кажува, ха, Данче, бајде не се зафаркавај, значи ова Македонија, не Америка, не се прават тие работи така. Или пак некои ми кажува, Данче, окей, ти си идеите, ама за 10 години може да ги имаме во обзир. Други пак само се смеја, И тоа беше многу, некако тажно беше за мене, бидејќи јас многу вложував во моите вештини знаења за да најдам на ваква реакција. Имав два избори. Или да се помирам дека новинарството во Македонија е такво какво што е, така малце заостанато за разлика од другите делови од светот и да се помирам со тоа дека ќе бидам просечен новинар или да сменам нешто. Така да штом денеска сум овде, сум сменила нешто очигледно. Се запишав на Академијата за дигитален маркетинг во Брейнстар и сметам дека тоа е една од моите најдобри кариерни одлуки што ги имам направено. И окей, завршив академија, дур моите колеги спрема вести, пушат цигари на пауза, јас креирав дигитални маркетинг стратегии, бидејќи имавме многу домашно. И сега завршив академија. Поентата беше кој ќе ми даде шанса, уште сум нова во ова, немам никакво искуство. Меѓутоа, за среќа, постојано сум среќавала луѓе што го препознавале мојот потенцијал. Така да отидов во една холандиска компанија и таму веднаш го препознаа мојот потенцијал и веднаш ме насочија кон контент маркетингот, бидејќи свати, окей, Данче, малце со анализа, не си ја бидова баш со бројки. Слабо, меѓутоа со зборови девојчата добро се владе. И уште првиот месец ме насочи, многу ми е драго и многу сум им благодарна за тоа што се случи, така да ете ме денес контент маркетер, контент менаџер. Добро, фрламе, значи, котва, односно, фрламе камен, не котва на медиумите и на новинарската кариера. Сега веќе не ни гледаш назад, немаш ни аспирации дека ќе направиш брдо пари со контент маркетери, ќе ги вложиш во твојот медиумот со ништата. Сваќаш дека тоа нема да се случи. Кој беше, да речеме, ајде, пишан збор ти оди, тоа да речеме во некои услови логично да се претпостави дека е предуслов, основен за да можеш да станеш контент маркетер. Како изгледаше тој пресврт, значи како изгледаше таа трансформација во размислувањето, во пристапот, во комуникацијата кога требаше од едниот во другиот свет да се префрлиш? Кои работи можеше да ги земеш како научени и позитивни и корисни, кои работи требаше накако да седнеш и као со глава у цид да удираш и да кажеш не Данче вака требало или слично. Така, реално контент маркетингот и новинарството имаат многу блиски точки. Ева, например, прашања до корисници со цел да извлечеш корисни информации што ти треба да ги напишеш за блогот. Ја тоа го правев скоро 10 години, извлекував прашања од моите соговорници за истите да ги искористам во прилог. Истото го правам сега и во контент маркетингот и тоа е една вештина што гледам дека многу се поврзува и во двете професии. А она што ми беше така потешко беше стратегија да правам. Бидејќи во телевизија имаш уредник што ти кажува тоа и тоа го направи. Се не стигнав јас да бидам главен уредник за да правам стратегија. Меѓутоа тоа беше таа нишката што ми беше неспојлива, да правам стратегија. Јас не размислував на месечно ниво, туку јас идам на работа, тој ден ми дават, тоа го правиш, утре идеш на работа, тоа го правиш. И сега се наоѓам во ситуација да треба да размислувам за цел квартал однапред. И тоа е многу челенџинг, бидејќи те тера тој визионерот во себе да го отклучиш, да видиш што би функционирало еве за 4 месеци, бидејќи баш во маркетингот, она што денес функционира, може утре нема да функционира, камоли за 4 месеци. Така да на тој дел наидов малце на предизвик, меѓутоа ете имам добри ментори што ме насочуваат и мислам дека веќе го совршив тој дел. Штом стигнав еве до оваа позиција. Ако оваа позиција е, нели, позицијата која што ја држиш сега во Embed Social, а не оваа позиција дека ти си гостин во Комкаст, тогаш ми е драго. Да. Добро, кој да речеме сега дел од, пошто контент маркетинг е една многу широка палеза на работи кои што може да се креираат и се креираат. Предпоставувам дека пишаниот дел ти сега за сега ти е основата во тоа. Како изгледа еве тој еден таков стратегиски план што го правиш сега во компанијата во која што работиш или во другите во кои што претходно си работела? Колку долго ја правиш таа стратегија? Кои се дефинираните цели на таа
контент маркетинг стратегија? Дали ти ги добиваш од своите претпоставени од не знам бизнис одделението, од маркетинг директори и така натаму? Како контент маркетингот е вклопен во целиот маркетинг и во целиот бизнис во кој што функционираш? Супер. Па вака првен мораме да кажеме дека контент маркетингот е начин на кој што преку комуникација се обидуваш ти да му помогнеш на еден потрошувач да направи одлука, односно да го избере твојот бизнис. И фокусот е ставен на помагање, а не на агресивно рекламирање. И тоа секогаш го имам на ум кога пишувам, а во врска со стратегија најчесто ми помагале моите колеги од маркетинг, меѓутоа веќе почнувам и сама да правам стратегијата и се сведува на тоа да знаеш кои ти се потрошувачи. И да знаеш во кој дел од тој buyer's journey се, например, ако човек не е свесен дека му треба пенкало, ти не може да идеш да му понудиш пенкало. Тоа баш го читав сега во принципите на волкот од Wall Street, таму има некои така интересни селс тактики. Значи тоа ми е најважно. Например, еве, ти Дарко сакаш да си купиш, сакаш да водиш здрав живот. И сега јас имам продавница за соковници. И сега ти не можам јас одма да ти пласирам соковник, значи треба првен да ти покажам некои 10 начини како да водиш здрав живот за 1000 денар, нешто такво. И дури потоа ти добро, еве сега знам како да водам здрав живот, еден од нив е да користиш соковник во за време на твојот појадок. И потоа, како следен чекор, веќе ти си aware, да кажеме, за твојот проблем, сакаш да водиш здрав живот, ја ти дам како решение некои tips and tricks и потоа следно доаѓа фазата, ја тебе ти покажувам кои се придобивките, ти ако користиш соковник, тоа и тоа и тоа се добро, ти веќе си се поубеден дека треба да купиш соковник и на крај јас ти го покажам мојот соковник и ти кажам кои карактеристики ги има мојот соковник, така да тој фанел е многу важен да се помине без разлика дали е за соковникта првото нешто што ми падна на ум или е за некоја таква интернет алатка. Се според фанелот. Во која фаза за каков тип на производ одлучуваш како ќе биде распределбата на типот на содржина врз основа на позицијата на фанелот? Во смисла на тоа дека имаш ти три основни елементи на фанелот, нели, во кои што веројатно контент маркетингот во првата и во втората има поголема улога, во третата има, ама не толку голема. Мислам, може да има, ама не толку голема. Како го распределуваш процентот во рамки на твојата стратегија, колку содржина во кој сегмент ќе оди и ќе таргетира публика? Дали ми е јасно прашањето? Па да, тоа зависи од кампањата што се прави во моментот. Например, еве, месецов што ја правиме таа контент стратегијата, поголем дел кида во skyscrapers за луѓе што се problem aware, pain point aware. Помал дел бидел за луѓе што се solution aware, као how to постови такви текстови и најмал дел ќе иде за промоција на нашите производи, бидејќи тоа е нов производ, сега не може одма да им го лупнеме на луѓето, ајде купи го тоа. Прво треба да ги научиме од прилика зошто е тоа добро, па како тоа ќе им се одрази на бизнисот, секако подкрепено со статистики и факти, така да зависи тоа од кампања до кампања. Значи претпоставам дека тоа зависи колку е нов, колку е тазе производот и каква е генералната побарувачка, односно информираност за одреден производ или услуга кој што треба да се прикаже, односно идентификува, да го наречеме така. Како изгледа процесот на креирање на таа содржина? Во смисол, сега спомнавме стратегија, ама тука треба да, нели, ги спомна корисниците, познавање на корисниците. Првото прашање било како дознаваш, нели, кои ти се и што им треба нив, што ги интересира, алатки, техники, начини. Второто би било, нели, одлучуваш содржина, треба да ја напишеш содржината, треба да видиш дали да измериш дали е добра или не е добра и треба да ја дистрибуираш постоја содржината. Ајде да почнеме поред. Ајде, супер. Како да знаеш што бараат корисниците? Па си имаш Google Console, Google Analytics, имаш опција да ги прашаш самите корисници што всушност тие сакаат да читат. Имаш опција дечките што ти се од Customer Success тимот да ги прашаш што всушност ги прашуваат нив клиентите. И едно од моите омилени начини се форумите, како Quora и Reddit. Јас сум голем фан на Quora. Некогаш ме банираат бидејќи многу постирам. Постираш корисни или промотивни работи? Зашто те банираат? Корисни работи, меѓутоа ставам многу линкови.
И не сум лута. Океј. На Reddit не сум баш голем фан, затоа целиот мој фокус го фокусирам на Quora. Од таму во главно наоѓам така идеи што би сакале потрошувачите што барат. Исто така се консултирам и со маркетери. Мои колеги да видам што нивните потрошувачи барат, може ќе најдеме некоја заедничка точка. Сега кога знам што барат, одлучуваме каков пост ќе креираме. Откако сме одлучиле каков пост ќе креираме, собираме информации. Истражувањето е многу важен дел од контент маркетингот, бидејќи секоја содржина не ти е добра содржина. И секој што пише блогови не е контент маркетинг, особено тие со кликбейт наслови. Така да се прави... Ќе стигнеме до таму. Да, супер. Се прави едно огромно истражување, 2-3 часа истражуваш на темата, гледаш што пишат другите, што пишувале твоите конкуренти и се ставаш во чевлите на потрошувачот. Мене тоа ми е многу лесно, бидејќи на времето бев во драмска секција, нонстоп имав такви различни улоги. Не знам тоа колку е релевантно, но мене ми помага да се ставам во чевлите на тој потрошувач и гледам што би му помогнало. И од прилика пишувам нешто и потоа нели имаш проверка од тој што е главен на маркетинг од колегите, чисто да ти дадат некој фидбек, вака пообјективно, и тоа ми исто така важно. Не се лутам на фидбеци, порано се лутав многу, мислев дека ми кажува дека не ми чини текстот, меѓутоа не се лутам повеќе, бидејќи знам дека е за моје добро, секој фидбек е за моје добро. И сега стига моментот кога треба да го објавиш текстот, да го дистрибуираш. Во Embed Social обично ние не користиме баш социјални медиуми за дистрибуција, повеќе истите ги користиме за да промовираме некоја наша алатка што сме извадиле на пазарот, туку повеќе ако имаме дистрибуција со беклинкс на начин на кој што ќе се поврзаме со маркетери што пишуваат за иста содржина и ќе им пишеме: дечки, имаме ние таков и таков блог, како сметате дека е релевантен, слободно додајте го кај вас во блогот, и кога ќе го видат нашиот домен рейтинг, да, додаваат, бидејќи сакат тој SEO джусот да се аплицира и кај нив. Така да углавно на тоа се сведува дистрибуцијата и се сведува на добро оптимизирани содржини. Тоа ни е најважно, бидејќи без разлика можам да напишам 10 страни фантастичен блог, и ако не го оптимизирам, никој никогаш нема да го прочита. Кога велиш добро оптимизирани содржини, што точно мислиш, ајде на тоа? Дај ми некој хинт, онака, некој tips and tricks, како се оптимизира всушност содржина? Како се оптимизира содржина? Правиш добар ресерч на твојот keyword, например, ако сакаш да се позиционираш за Google Reviews. И сега, обично ние користиме алатката Ahrefs, идам таму, пишувам Google Reviews во search field-от, гледам кои ми се конкуренти, гледам тие како пишуваат, каква структура користат на блогот и гледам како да бидам подобро од нив. Како да идам тој екстра майл, например, они ако напишале 3-4 секција, додавам уште некоја као best practices, examples, и секогаш гледам да ги надминам со контентот. Меѓутоа не е само контентот, за да бидеш прв на Google, ти треба да имаш беклинкс, луѓе што ќе линкуваат до тебе, и токму овој outreach за тоа помага. Ова што ми го опишуваш е SEO. И мислам добар дел е SEO. Да. Значи еден куп различни вештини ми наброја, кои што се маркетинг вештини, кои што јас по секоја цена знам дека секој маркетер дигитален мора да ги знае, ако ништо друго барем некој 30-40%, не е комплетно. Меѓутоа, како изгледа тимот цел со кој што работиш? Во смисла на тоа, дали има посебен SEO човек во тимот кој што ти дава други дополнителни податоци, информации, на кои што можеш да се потпреш за некои анализи, или едноставно ти веруваш во идејата дека мораш ти сам како контент маркетер да ги разбираш и да си ги правиш овие работи, пошто не знаеш што се можеш да пропуштиш ако не ги направиш сам. Па, контентот е многу тимска работа. Заедно се прави брейнсторминг за keyword, заедно се прави брейнсторминг за каков контент се пишува, така да некако сите сме заедно во ова. Иако може ја денеска го пишувам текстот, утре моја колешка го пишува текстот, па јас си давам предлог keywords, па она ми дава мене. Така да тимска работа е. Ова индивидуално не се прави.
Кај оптимизацијата ќе те вратам уште еднаш, пошто не сум задоволен. Само една работа ми каже, околу екстра работи кои што ги нема конкуренцијата. Денеска сме сведоци на накви текстови кои што се предолги, кои што се над 800-900 зборови, 1000 и кусур, 1700 текстови кои што имаат оние содржина напред, текстови кои што имаат бројки па само се апдейтираат цело време. Значи разноразни техники има кои што се као секој месец, ако не и почесто апдейтираат што е сега што сакал Google, што сакал не знам овој, што сакал оној. Колку е исклучително важно да го следиш тој технички дел во надпреварувањето, а колку е важно да се фокусираш на добра содржина и да веруваш дека нели ќе стигне таа кај што треба да стигне? Па не е поента да само да веруваш. Треба бројките да ти покажат дали уствари ти е окей содржината. Инаку јас сум љубител на долги блогови, јас обожавам да пишувам, се заборавам. Се заборавам буквално по 3-4 сати. Губам осад за време, така да сметам дека е подеднакво важно и форматот, бидејќи еве Google сака bullet list, сака видеа, сака слики да види. И тоа е важно е форматот, сака хединзите да ги види, сака да имаш секоја слика да пишува за што е сликата уствари. Тие се како се од tips and tricks за Google да те позиционира повисоко. А вака содржината е важна, меѓутоа не е најпресудна. Може ти да има супер содржина, ама ако не си внимавал на другите детали, ако сите параграфи ти се споени, ако нема white space, ако нема слика, џаве, залудно. Прво ги пишуваш насловот и меѓу насловите, односно поднасловите, па после ги пополнуваш дупките или на крај ги вадиш тие наслови. Како се движи процесот? Па мојот процес на пишување, иако by the book треба introduction и завршен дел да ти е на крај, јас ги пишувам на почеток. Бидејќи знам за што ќе пишувам и го знам тој call to action што сакам на крај да го дадам, така да најпрвин тие ги пишувам, па потоа во секоја секција си имам линкови од истражување што сум ги постирала, така да ги отварам сите тие линкови, ги читам уште еднаш и врз основа на линковите, информациите што ги имам собирано си правам некој мој текст во мој стил. Колку е важно во оваа ситуација да имаш уникатна вредност во смисла на тоа не само да напишеш текст кој што не е класичен копи-пейст од друго место, туку да има нешто кој што е ваше искуство. Колку можеби вие имате пракса да извлекувате работи од вашето искуство и колеги од различни сектори кои што работеле нели да споделуваат искуство, па ти да ги допакуваш и да ги пишеш, или колку често ти се случува да појдеш кај колегите да прашаш дали сте имале ваква ситуација, како сте го решиле овој проблем, ми треба за да напишам, дајте ми уште еден совет, дајте ми уште еден предлог како да напишам. Така, нон-стоп се внесуваат цитати од колеги, од industry experts, од клиенти, бидејќи тоа дава некоја релевантност на самиот текст, бидејќи јас можам цело време да си дам совети од мене, меѓутоа ако внесеш некое лице, например, текст што го пишав пред неколку дена, ми требаше цитатот Customer Success човек и побарав еден цитат, го внесов и многу беше порелевантно, се дава една персонализираност на самиот текст, бидејќи советот, уствари, што јас го пишувам, некој го спроведува тој совет. И тоа му дава дополнителна вредност и дополнителна тежина, така да сум за во секој текст доколку има можност да се внесуваат цитати од real people, не само статистики, сувопарно вака текстови. Дали во искуството до сегашност си приметила или се гледа разлика на оригинални текстови во смисол на теми кои што ви се вас од интерес, кои што зборуваат нешто во кое што сте вие експерти, и теми кои што се тука заради трендот за да привлечат луѓе на онаа прва фаза во смисол на social media трендови во 2021. Мислам, толку е општо, толку е широко да внатре може ќе имаш ти супер содржина, меѓутоа тоа е наслов кој што буквално, нели, секој блог или секој сервис и сајт го има што третира било што на тема диджитал. Дали има разлика во ефектот кога имате оригинален текст наспроти таков да речеме чизи наслов кој што треба да се појавува да биде индексиран на Google за ведење на рейтинг? Така, значи секоја компанија сака да си биде експерт во својата индустрија. Сега, ние може имаме некои такви текстови како топ Instagram updates, social media trends, бидејќи пак компанијата се занимава со тоа, меѓутоа е убаво да се опфати и такви како генерални поими, бидејќи, например, ти кога ќе сакаш следен пат да видиш Instagram што ново извадил,
нема да идеш на мусери на Твитерот да читаш, тука едноставно ќе си отвориш топ Instagram апдейтс ќе напишеш и веднаш се позиционираме меѓу првите 10. Така да тие се некои блогови, иако делуваат генерички, многу е убаво да ти има во топ резултатите и да знаеш дека луѓето кои ќе го отворат тој текст ќе се здобијат со новините и ќе те сметаат тебе за експерт во таа област. И, например, ако некојаш им треба некој social media widget, они знаат кај да се обратат, ти имаат on top of mind. Кој текст до сега од тие, да речеме, што сте ги напишале, сега не знам колку се вкупно луѓе пишувате, баш ме интересира, нака има најдобар перформанс, во смисол највисоко се рангира на Google за посекуваниот клучен збор, носи најмногу посети на, да речеме, не знам, дневно, неделно, месечно, ви онака баш буквално, како кажам, грнато со азно внатре. Има некој таков што се одвојува, кој што ете, му се уденало како што треба. Па, освен тие што се брендираните текстови, нема да ги спомнувам, баш овој што го спомнав за топ Instagram апдейтс. Ева, ако напишеш на Google, ќе видиш дека мислам дека на втора или трета позиција, нон-стоп се бориме со првата, меѓутоа секој месец се порелевантни содржини воведуваме и се надевам дека наскоро ќе бидеме на прво место. Не сум приметил две работи. Практикувате апдейтс на постари текстови, пошто нели сега Google тоа го сака, и дали го имате тоа во стратегијата внесено како редовна обврска. И второ прашање, дали имате некакви обиди, напори, процедури со кои што ги охрабрувате луѓето да ви станат редовни читатели, во смисол претплата, не знам, на мејл, на њузлетер, на не знам што и да друго таму постои. Да, имаме блогови, например се гледаме, ако за некој блог веќе сме паднале во рангирање, ајде го отвараме блогот да видиме, може треба за некој нов keyword да се оптимизира, може треба да се апдейтира, може се некои стари статистики. Да, редовно повеќе ги апдейтираме старите блогови отколку што креираме нови, барем периодов. А ова за второво прашање што кажа, да, имаме newsletter, јас баш го креирам, How to Newsletter, на кој што секоја недела во четврток се пушта до корисниците, излегуваат, например, how to do something, how to некои корисни работи по тоа е наменет за корисниците на вашите сервиси, да, или за луѓе што ќе се претплатат без да се платени корисници на сервисите? Се исто за тие што ќе се претплатат, на тие што ќе им излеза тој поп-ап, исто и за клиентите. Да, и гледаме дека прилично е кликан и читан, бидејќи кога ќе го отвориш, не те тера да кликнеш до некој друг линк, туку одма ти кажува некои tips and tricks, неколку и само сканираш. Аха, супер, одлично, и се надевам дека со нетрпение го очекуваат секој newsletter. Супер. И сега би требало да отвориме уште еден дел од муабетот. Муабет кој што малце го зачнав, а тоа е перформанс, односно мерење на успешност. Значи, спомна две работи, значи спомна keyword-и и втора побитна работа кога ја отвараме оваа тема, спомна call to action. Значи, како изгледа тој процес на дефинирање на call to action? Дали секоја една објава мора да има call to action на крај? Како изгледа? Дали е директно поврзана со бизнисот? Или можеби subscribe на newsletter и така натаму? Или не знам, можеби free demo или бла бла бла, не е важно. Колку секоја објава мора да има дел од тоа што вие го нудите? Или не мора да има? И нормално постои ќе отворам нова серија на прашања како мерите ефект во поглед на продажба директно од контент маркетинг. Така, не мора да има call to action, секој блог, бидејќи тоа ми е неко многу агресивно. Целта ни е да им помогнеме на луѓето што го читаат блогот, не да ги натераме да купат нешто. Значи, они ако им се допаѓа тоа што го пишуваме, па ќе прочитат нешто, па ќе прочитат трето и тогаш може на тие што се под специфичните блогови поврзани со продуктот да се стави call to action, инаку не е call to action за секој блог што го пишуваш, дефинитивно. Како изгледа процесот на мерење на ефективност, односно улогата на блогот и на содржините таму врз основа на продажба, перформанс на целиот бизнес? Како е тој баланс? Како го мерите тој момент? Па нас најважно ни е, например, на многу луѓе им е важно колку луѓе им го прочитале блогот, колку subscribers имали или слично, меѓутоа она што во Embed Social најмногу се цени се конверзиите, бидејќи може 1000 луѓе ти го прочитале блогот, но ако денеска не добиеш ниту еден муштерија, not worth it. Така да конверзијата е ставена на пиедестал.
Дали тоа аспект. значи дека очекувањата се за некои од текстовите или за сите текстови, дека нивната цел е од прва на прва да го фатат корисникот и да го внесат во некој фри демо момент, или мислам да реализира некоја конверзија, или викате окей, може да биде returning, може да е втор пат, трет пат или така натаму. Кое е основното очекување? Основното очекување е да стекнат доверба во нас, не во она што ние го нудиме, туку во нас како експерти за тоа поле, и да се навраќаат постојано на нашите текстови, па потоа кога ќе сватат дека имаат потреба, кога ќе стигнат до тој дел од фанелот, ние да им излеземе во глава. За токму нас да не изберат нашиот производ. Колкав дел од, да речеме, маркетинг напорите за промоција и продажба на Embed Social всушност отпаѓа на контент маркетинг. Што друго работи Embed Social, освен контент маркетинг, за да донесе купувачи? Па моментално напорите, тоест во изминативе неколку години се фокусирани на тоа, на органски продажби, самиот контент да продава. Затоа и толку многу фокусот ни е свртен кон SEO, меѓутоа, како што знам, наскоро се планира да има и salesperson кој што ќе помогне да се зголемат тие продажби, меѓутоа и самиот контент многу конвертира. Еве, јас сум љубител на статистики, како што читам, вика дека контент маркетингот конвертира 6 пати повеќе од колку што е paid ads и слично, и дека луѓето например читаат од 5 до 10 објави од еден бренд пред да одлучат да купат. И со овие статистики сакам да потенцирам важноста на контент маркетингот, бидејќи окей, ти може да пушташ реклами, display ads, search ads, како сакаш, меѓутоа ако немаш квалитетно содржано нешто едукативно што ќе го понудиш на твоите читатели, може и тешко дека ќе конвертираат, бидејќи нели веќе никој така на луѓето им се одбивни рекламите, без разлика дали се на телевизија, радио или display ads. Добро, тоа зависи од човек до човек, меѓутоа најчесто луѓето сакаат нешто органско, нешто што ќе им ги одговори прашањата за кои што дури и оние не знаеле дека ги имаат. Дали ви се случува, тебе ти се случило онака некој да толку многу е задоволен дека си му решил проблемот, да онака ти пише или ви пише директно ова е тоа што го барав, Господа те благослови и слично, во смисол на тоа свака час не ми треба сега призват, ама прва прилика, нели, ќе дајам и ќе земам, пошто ова е тоа што мислам, баш буквално искрен фидбек од корисник да директно над содржината да добиваш. Да, јас на LinkedIn обично добивам вака фидбек од читатели, меѓутоа тимот на Customer Success, тимот директна комуникација со клиенти и потенцијални клиенти, така да добиваат многу добри ревјуа. Негде околу 94.6. Имаше некои просеци за колку ти успешен Customer Success тимот и мислам, 99. нешто беше. Добро, вие услугите што ги нудите се во Customer Success делот, во ревјуа, во виджет и така, кои што се од таму тргна, нели, приказката со Google Reviews и со слично, да можеш да ги ставаш на различни места, мислам многу добро следам и знам како изгледа што прави Embed Social, така да на едно ниво е срамота да задоволството на вашите корисници нели не биде на тоа ниво. Супер, дали и како може да направиме поврзување, паралела, бројка, процент, статистика да блогот и содржината на блогот влијаат на overall позиционирањето на Embed Social како домен во поглед на SEO, правилно? Па, верувам дека влијаат, бидејќи например луѓето кога некој keyword ќе напишат што е поврзан со нас, ние им се појавуваме нашето решение и гледаме од Google Analytics дека го кликаат едноставно, така да верувам дека се многу поврзани, бидејќи еве овие продажби се случуваат токму поради тоа, поради контент маркетингот, поради нашите квалитетни едукативни содржини. Така да позитивна сум во врска со тоа. Дали можеме да вие во стратегијата двоите во смисол на ситна боранија и cornerstone или evergreen или како и да се вика содржина која што нели ја имате на сајт. Мислам нешто што као чека да помине, ова се трендови, ќе мора да ги имаме, ќе донесе нешто на кратко ниво. Како тука делува таа стратегија, мислам функционира таа стратегија, колку такви cornerstone или evergreen, ми се менуваат имијата цело време, ги имате и ви се дел стратегијата. И второ,
колку време сакате и очекувате да живее одредена содржина, во смисол да биде актуелна, достапна и така. Колку сакате, колку реално е. Така, обично се фокусираме да креираме како pillar content. Тој. Така, да. Цело време му се менувате ми да знам, најновата pillar content. За да може некој друг да се оптимизира на тоа, мора да го направи. На време се вика Evergreen, па се вика, не знам, Cornerstone, па не знам што, па сега Pillar, или како се каже со линковите внатре што ги ставаш дека ти овој појакиот од другиот да го зима тоа кредитот. Да, тоа нешто. Джусот, така. Да, нема игале. Се фокусираме да имаме за сите што се наши topics, како една pillar page, кај што ќе содржи буквално се everything about, да кажеме, Google reviews. И сега тој pillar content ги прашуваме најчесто корисниците што би сакале они да прочитат и врз основа на тоа правиме блогови, например how to embed Google reviews on website, how to encourage customers to give you Google reviews. И од сите тие прашања и одговори се прават блог постови што потоа се линкуваат до тој pillar content, така да кога ќе го отвориш имаш буквално линкови до секоја подтема. И заедно си го ротираат тој джус. А во врска со тоа колку би сакале да траат текстовите, ја моите сакам да живеат вечно, бидејќи сум се потрудила да ги напишам. Ајде да бидеме реални сега. Да, па да траат дури се релевантни. Бидејќи, например, ако веќе некој продукт не функционира или сме го заменили или нешто се сменило, окей, нека се избриша, нека се редиректира. Меѓутоа, колку што знам, мој блог, пошто сум го напишала досега, има над 500 што ги имам напишано, и на македонски, на англиски јазик, не е избришан. И така. Имам уште две прашања и ќе почнеме да приведуваме кон крај, за да бидеме малце во постегната форма. Така. Првото прашање е, ти вети дека ќе те прашам за насловите, за кликбейт насловите, ја избегнавме таа тема кога зборувавме за tips, tricks, mix. Значи неколку пати повторуваш how to. Што е кликбейт наслов, што е тенката граница на fair кликбейт наслов, а тенката граница на нефер кликбейт наслов. Колку си тестирате во дадена ситуација на чекај ќе ставам ваков наслов, ќе ставам таков наслов, за да видам како ќе помине содржината различно врз основа на тоа. Знам дека е клучен, не може да не е, ама ајде го чуем вашето или твоето искуство. Така, кликбейт наслов и оправдан кликбейт наслов, разликата тоа е што во неоправданиот кликбейт наслов, он ти ветува нешто и ти ќе го кликнеш и гледаш дека уствари тоа што ти го ветува не може да го пронајдеш во текстот. А во тој оправданиот кликбейт, јас ти ветувам дека ќе ти дадам 10 начини како да добиеш повеќе Google reviews и ти отвараш, ја ти давам 10 начини, заедно со best practices, ти давам со слики, со цитати, со се. Тенка е границата, меѓутоа тоа само треба да кликнеш да видиш дали е реален или дали е неоправдан кликбейт. А ги има многу такви, многу. Јас многу често на моите студенти им велам дека ако сакаат да научат нека техника или вака се инспирираат за тип содржина, за наслови, за се друго, че нека куцаат на Google и нека влезат на некој да ни е Social Media Examiner и некои такви слични сајтови, кои што имаат една иста содржина препакувана у 17.000 различни варијанти со различен наслов. И кога ќе отвориш листа на 10 совети како да добиеш добар Google review, ти ќе прочиташ 7 тешки глупости кои што онака као се као нормално, као не треба да го читам ова и за да добиеш еден полуупотреблив и најверојатно еден употребив ти ќе мора да просурфаш онака како еден тон различни такви текстови. Мене ми иритира тие, пошто веројатно искуството што го носам ме става во позиција да не можам да трпам таков некаков булшит. А еден куп такви сајтови имаат милиарда такви работи кои што буквално што е и јас сум проблем тука или едноставно тоа публиката го сака па цело време они ги вртат во круг пошто гледаат дека им бркаат работа. Кој е вашето искуство тука? Значи, јас не сум начекал искрено да видам мотивацијата кога ми дојде желба да те повикам за да бидеш гостин, беше серија на текстови што ги кликав што си ги напишала, кои што делува дека ќе бидат онакви чизи во смисол као чеке се совети, трендови и слично, ама кога ги читав сватив дека не е празен текст, не е текстот напишан колку да е ради реда. Се гледаше дека има нешто размислено внатре дека е квалитетен текст. И кога тоа го добиваш ти на ниво на бренд,
бренд, од бренд текст, а не од некој што нели као е експерт, струка, ваква, така, мислам, далеко тоа дека луѓето што работат од брендови не се експерти, него има тотално друга цел. Свикаш, добро, ова е окей. Знаеш, некако му дава друга тежина. Пошто, например, ја не можам да ги читам текстовите на HubSpot, толку многу. Пошто ми се еден тон, мислам, има добри работи, ама ако веќе си поминал да купат тие работи, толку екстра време трошиш за ништо. И сега, прашањето ми е, дали сте тестирале со таква по-шело, по-плитка содржина и со нешто по-сериозно и каква е разликата во тоа? Па тоа е многу субјективно, бидејќи, например, ти која ќе изгуглаш за некоја тема, ти може знаеш 90% од работите, ама има некој човек што HubSpot текстовите му се алелуја. Значи, се му кажува, целата основа му ја дава, така да тоа е многу субјективно и според твоите аналитики ти ќе можеш да видиш дали тоа што го пишуваш сакаат да го читаат читателите или не сакаат, и овде bounce rate-от игра огромна улога. Барем мене тоа ми е многу важно да видам дали она што јас го пишувам резонира со публиката што го чита или сум многу досадна. Ама за сега гледам дека резонира и тоа. Некако ме охрабрува. Кај ти трешхолдот за bounce rate? Значи колку треба да се качи за да кажеш кога дигаме црвено знаменце, ова не чинел? Па што знам, помалку од 5-6 секунди. Бидејќи текстовите што ги пишувам се долги 1000-2000 зборови, што 5-6 секунди само ми го погледнал блогот, очигледно само стигнал до table of content, не скролал надолу, кај што е интересно, кај што е акцијата, и тоа би било аларм за мене. Меѓутоа гледам дека прилично ми се читани блоговите и тоа ме радува, бидејќи уствари јас и пласирам на публиката она што сака да го чита, она што ја помага, за која што е заинтересирана. Дали до сега си имала желба да пишеш некоја тема, ама бизнисот нема интерес за тоа и едноставно немало согласност од тимот да као оваа тема е окей, добра, ама не е за кај нас. Сум седан че топела ти што сакаш, ама не интересира нас тоа. Колку тука имаш слобода во смисол да стварно си испуштиш душа во некоја ситуација? Па јас имам слобода да препорачувам теми, меѓутоа ако не се во согласност со стратегијата, не се пишуваат, бидејќи кате секојаш ни вели, не пишувај на памет. Значи тоа што го пишуваш треба да е дел од стратегија за да има некаков ефект, а вака некој рандом постави нема да постигнат никаква поента. Јас може така душичката ќе ми се наполни, ама тоа никаков импакт нема да има на бизнисот, така да веќе научив да размислам во рамки на таа стратегија, што треба да напишам за да исполниме некоја цел. Окей. Ајде да завршиме некако. Не сум смислил како. Да видам, чекај, можеби иначе cornerstone контент е тоа што се обидов да ти го кажам, го спомнав неколку пати, ама да. Да се вратиме на почеток. Значи крајот да не биде почеток. Те слушам како зборуваш, термини, маркетинг, алатки, чуда, врагови, топ. Колку време ти требаше за да стигнеш до оваа фаза? Од новинар до оваа фаза сега што ја слушаме? До маркетер? Па, негде околу 6 месеци ми беше тој период кај што бев извадена од кожа, надвор од комфорт зона, не знам кај сум, шо правам, да не ја утнав многу животот, па да се вратам назад, идам напред, 6 месеци ми треба. И сега се чувствуваш комотно во сите овие фанели, во Ahrefs, во SEO, во контент, во backlinks, во уште милиарда други ствари што ги call to action и click-through rate и bounce rate, и сега се чувствуваш комотно. Те гледам како зборуваш и тоа ти е се гледа дека имаш пасија за тоа. Да, се чувствувам прилично комотно, бидејќи уште почетокот, уште кога почнав со контент маркетинг, имав супер ментори, што само те насочуваат, ти даваат можност, те даваат насоки, те менторираат за ти секој ден како што одминува да бидеш подобар маркетер. И токму тоа нешто што го прават во Embed Social, као не притискаат за да бидеме подобри секој ден и да излеземе од тој што е македонски мајндсет, да не сме како први у село, да кажам. Да. Супер. Данче, јас стварно уживав, умуабетов и ќе упатиме еден голем поздрав до екипата на Embed Social. Луѓе кои што во изминатите години во историјата на Comcast редовно биле дел од ова, да речеме, емисија,
не знам дали знаеш, меѓутоа и Кате и Никола биле дел овде. Мене многу ми радува што тие успеа да направат одлична транзиција и да изгледат супер тим кој што со оваа пасија што имаш ти јадат и глизат напред. Особено сум среќен кога ќе најдам на луѓе кои што не се само луѓе кои што се задача, седи ти и пишува текстови, сега еве ти наслов, еве ти клучни зборови и да не размислува ништо подалеку од тоа. Има некој таму горе друг што мисли, можеби најчесто надвор од Македонија, туку се луѓе кои што го развиваат тој елемент. Ова беше 99-тото издание на Комкаст. Со оваш денеска беше Дарко Болдиовски и на гости му беше Данче Азманова од Embed Social. Нормално ги очекуваме вашите коментари, реакции, приватно, јавно, кај да стигнете, тотално не е проблем, пошто не продаваме у инбокс, така да може у инбокс да пишувате. Коментирате, претплатете се, кликнете subscribe, follow, listen, што и да веќе се прави на платформата на која што слушате подкасти или гледате видеа. Се гледаме за 7 дена во 100-тото јубилејно издание на Комкаст. Благодарам.